Pas marrja Nacevës do të vazhdojmë edhe me një marrja tjetër. Është fjalja për mjeke në marrja që vije nga Neuromedika. Marrja Petrushevska është specialiste e terapisë fizikale dhe e rehabilitimit. Vije nga Neuromedika, ndërkaq tema e ditës së sotme është pra sindromi i shpatullës së mur. Mjekja Petrushevska ka një bagazh të vetin mjaft pasur, ka mjaft pacient që ka shëruar pikërisht edhe për një gjë të tillë. Do të flasim sot për sindromin e shpatullës së mur. Të gjithë ju që keni probleme me shpatullën e së mur, ju kisha lutur të na paraqiteni në telefonin ton 32 16 070. Jeni pjesë e programit Mëngjesit, të më ndihmoni edhe mua për ta zhvilluar biseden me mjeken. Doktorke, dobre utre, dobro ni dojdovte. Nije veke imav me jedna Marija, što našата instruktorka, fitness instruktorka, rekov te kako продолжиме со другата Марија. Две Марии од Савајлето имавме. И така е дело двете Марии. Докторке, добро утро. Добре ни дојдовте уште еднаш. Благодарам што изнајдовте време да бидете со нас и ова утро. Секој понеделник и петок до сега вашите доктори од Неуромедика ни правеле друштво со утринското кафе и со објаснувањата за гледачите. Се надевам дека истото ќе биде и денеска. Би сакала на почетокот да објасниме што е тоа синдром на болно рамо. Благодарам на телевизија Алсат, ги поздравувам сите гледачи, исто и вработените во реномираната ваша телевизиска куќа. Ја поздравувам емисијата и моите колеги со кои што тимски успешно работиме. Сакам малку да проговорам за синдромот на болно раме како еден специфичен ентитет кој што зема посебно место во рехабилитацијата на нашата физикална медицина, која што успешно дава резултати кај синдромот на болно раме. Што подразбираме под таа состојба или синдром? Подразбираме болки во рамото со лимитирачки ограничени движења, несносни болки потенцирани по готово ноќе, каде што пациентот има неиздржливи болки и дури не може да ги обавува своите секојдневни потреби во однос на облекување и хигиена. Има разлика во тоа во кој дел од рамото има болки или секаде во рамото? Ќе објаснам, сега накратко би сакала да се осврнам на посебната специфичност на хумероскапуларниот, тоест раменскиот зглоб, кој што анатомско-физиолошки представува посебен ентитет, значи тука се зглобуваат три коски, клавикулата или клучната коска, надлакатната коска, хумерусот и скапулата или лопатката. Со самото тоа, што имаме зглобување на три коски, рамениот зглоб представува еден сферичен зглоб кој што ги има сите движења, значи кружни движења, одвојување од телото напред, назад, нагоре, надоле, така, значи и во секојдневниот живот се обавуваат многу функции. Значи целата функција на раката до најпрецизните фини движења на прстите се фактички од мускулите од самиот рамен зглоб. Затоа, заради таа своја специфичност, е многу често изложен на микротрауми. И под овој синдром подразбираме фактички една состојба воспалителна, не само на меките ткива, тоест на мускулно-тетивниот апарат, чија што конфигурација ја дава таа динамичка стабилност на рамениот зглоб, а во исто време и флексибилност, за да може, нели, во секојдневниот живот да се обавуваат сите тие функции. Меѓутоа, кај одредени професии во секојдневниот живот, каде што се прават, значи, континуирани еднолични движења, така да ги наречам, префорсирани, кај одредени професии, како што се машинобравари, зидаротесари, па дури и просветни наставници. Ние новинарите, па тие што седат цело време на компјутер. На компјутер, исто и во спортот, значи, кај одбојкари, ракометари,
кај кошаркари, кај овие што фрлат кугла, нели? Сите тие еднолични движења кои што го преоптеретуваат тој мускулно-тетивен апарат се во потенцијална опасност. Се во потенцијална опасност и тука, значи на тоа место каде што се зглобуваат сите три коски, доаѓа до триење, тоест до ледирање на тие мекоткивни структури, па дури до една прекомерна елонгација, па дури и руптура на тетивните влакна и на бурзите кои што се амортизери, например субделтоидната бурза, субакромијалната, тоа се едни, како да речем, амортизери, перничиња со колагена вискозна течност, кои што се така направени да ги амортизираат тие секојдневни, значи, микротрауми, да. Сакала да ве прекинам само малку да ги потсетам гледачите дека можат да се јават на телефонот 32 16 070 праши кој сте нderuar, është telefoni ynë në cilin ju të gjithë mund të paraqiteni, të parashtroni pyetje, jo vetëm për temën e sotme, për gjithçka që mendoni se mjekën Petrushevska nga Neuromedika është specialiste e terapisë fizikale dhe e rehabilitimit. Për momentin jemi duke diskutuar temën e sindromit të shpatullës së smur. Jam e sigurt që shumica prej neve paktën një herë në jetë kemi ndjerë një dhembje në shpatull. Të gjithë ju që keni problemet natyrës së tillë do të mund të paraqiteni pra sot me një herë në 32 16 070. Продолжуваме, докторке, се извинувам што ве прекинав, сакав само да им кажем на гледачите дека може да се јават слободно, да ви постават прашање, било за нив или било за своите најблиски, се разбира. Секој човек, барем еднашка во животот, почувствувал болки во рамото. Веќе го имаме првиот гледач, доколку се сложувате да го поврземе, па ќе продолжиме кај што застанавме. 32 16 070, Мир mëngjesi përka. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Paraqitem një shikuese prej Shkupit. Po urdhroni. Desha ta pyes mjekeshën për dhimbjet në shpinë që kam dhe në krah. Janë paraqit para 2-3 mujve, kam dhimbje të forta. Значи гледачката има болки во рамото и во инjekcione apo diçka tjetër. Веќе 3 месеци по орбетот и во раката. Po urdhroni sepse unë duhet t'ja përkthej edhe mjekes pyetjen tuaj, keni më tej apo kaq ishte? Po. Kam bë magnet rezonans. Ka dalë fillim i spondiloartrozës. Mirë po, mjek thonë se nuk është kjo arsye për dhimbje kaq të mëdha, vazhdimisht që i kam që s'ndalen me kur gjë. Но докторот кажал дека не се овие причините за болките кои се безпристан, секогаш ги има истите болки. Фалемнderit shumë për paraqitjen, shpresoj të kaloni një ditë sa më të këndshme, një ditë sa më të mbar. Mjekja tani edhe do t'ju jep përgjigjen e pyetjes suaj. Doktorke? Сакав тоа да потенцирам дека диференцијално диагностички имаме ова цервикобрахиалниот синдром, кој што заради спондилоартрозните промени во цервикалната регија на рбетот дава притискање на плексус брахиалис и болките можат да се шират долж раката, која што е ледирана, значи долж раката, и да даваат болки не само во рамото, во целата рака, со трнење и со парестетичните гоби, значи да трнат прстите на раката. Тоа се болки исто во грбот, во вратот, ограничени движења, меѓутоа тоа е веќе друга диагноза, да кажеме, која што може да биде во склоп на, да кажеме, болно рамо, меѓутоа не е тоа она што јас денеска сакам да го изложам. Значи, тоа е цервикобрахиален синдром, кој што причинител е, значи, причината е спондилоартрозните, ункартрозните промени во цервикалната регија, кои што притискаат на тој плексус брахиалис. Пациентката сигурно има магнетна резонанца, која што потврдува има магнетна резонанца, но тоа што спомна е дека фактот дека докторот има кажано дека тие постојани болки не се токму од оваа диагноза. Што би можело да биде? Може да се биде тоа и синдром на болно рамо, Не, тоа е цервикобрахиален синдром, каде што реков плексус брахиалис е
притиснат и тука веќе страдаат артерија, вена, нерв, што реков со парестетични тегоби. Овде во овој ентитет што јас го потенцирам, тука значи се работи за тие микротрауми кои што доведуваат до значи ледирање и воспалителни процеси на мускулно-тетивната манжетна, на ротаторите, на мускулите на рамениот зглоб, кои што доведуваат до една драматична клиничка слика каде пациентот но ќе страда значи од несносни болки кои што го оптеретуваат во секојдневниот живот, не може да ја помрдне раката дури ни да се поздрави, нити да се облече, нити да си одржува лична хигиена. Дали тоа со физикална терапија може да се болките да се терпат? Прво време, тоа сакав да нагласам, значи лечењето оди во фази. Во првата фаза се дава криотерапија, значи терапија со мраз. Може да се нанесе масажа со коцка мраз, едно 3 до 5 минути, неколку пати во денот, или да се користат овие гелови, пауер гелови, кои што се исто кај спортистите се користат, значи ладни облоги. Потоа се даваат аналгетици, нестероидни кортикостероиди, антиреуматици, кои што имаат задача да го купираат феноменот на болка, односно да делуваат аналгетски. Меѓутоа не го решаваат проблемот, значи овде со текот на во акутната фаза може повторно да се јави. Потоа може да се даде интраартикуларно да се аплицира од страна на ортопедите, значи аналгетик или кортикотерапија или некој анестетик, лидокаин, ксилокаин, флостерон, за да се обезболи. Меѓутоа, пациентот повторно, значи после таа акутна фаза, повторно има болки, ограничени движења. Полека движењата во рамениот појас, значи зошто го штеди, се полимитирачки страда мускулатурата, хипотрофија на целата мускулатура на рамениот појас, така да се врти во еден зачаран круг каде што болката прави штедење, и со тоа движењата па ја ледираат мускулатурата и може да дојде до краен стадиум, што е последица на овој феномен, да се наталожи калцификат во тие бурзи, каде што имаме микротрауми, па да даде една клиничка слика на смрзнато рамо, значи на frozen shoulder, каде што пациентот буквално не може да мрдне со раката и раката му виси поред телото, значи тоа е крајна фаза. Лечењето, реков, значи после акутната фаза следи физикална терапија која што трае неколку месеци до година дена во едни повторувачки сеанси од 15 на терапии, каде што ние се трудиме максимално, значи да делуваме и аналгетски, и антиинфламаторно и да со кинезитерапијата ги вратиме повторно движењата во рамениот зглоб. Доктор, ке имаме повторно гледаш, дали ќе ми дозволите повторно да вклучиме? 32 16 070 Мир mëngjesi, kush na paraqitet? Alo, mirë dita. Mirë dita, urdhroni. Kështu lajmërohem, kam problem me kamën, më them kama dhe dora ashtu najherë. Ima bulki vo nogat i rakat, apo neko? Edhe Të e njëjta anë kama dhe dora të dhe? Të anën e majtë, kama dhe dora, ashtu më pinjën diqysh, edhe tash ma vitohen gishtat. Odlivat strana i pomodruvat prstite. Tak. Faleminderit shumë për paraqitjen, turoj të kalosh një ditë sa më të bukur, t'ja gjithçka në rregull, tani dëgjoj edhe përgjigjen e mjekes. За што станува збор, докторке? Тука посебен, значи, проблем има господјата. Мислам дека спрема тоа што кажува дека има проблем со циркулација, дека има одреат прстите. Да, само левата страна. Левата, можеби е тоа морбус рейно, треба да се обрати, значи, на специјалист, ревматолог, ортопед, за да се диференцијално диагностицира тој васкулитис од која природа е, за да понатаму следи лечење. Исто и тука физикалната терапија има добри резултати со магнетерапија, со ултразвук, значи имаме успешни резултати. Тоа е посебен, значи, проблем. Не е темата што ја зборуваме. Доктор, ке ние зборувавме за болно рамо, така и темата ние, да продолжиме кај што застанавме, зошто токму болно рамо се нарекува и ова синдром. Така, значи... Некако се асоцира дека рамото е болно. Така.
И точно е во една состојба болна, значи каде што имаме, рековме, воспалителен процес на мускулно-тетивната манжетна, со сите тие лигаменти, со сите структури кои што учествуваат во тој рамен зглоб, кој што е сферичен зглоб, каде што нели се зглобуваат три костки, каде што флексибилноста и динамичката стабилност се нарушуваат, значи имаме ограничени движења, еден бурзитис, еден периартрит, самиот збор кажува дека се работи за периартрит калкарија и тоа сакав да кажам со физикалната терапија имаме добри резултати со електротерапија, се дава и ултразвучна терапија, електрофореза со некој аналгетик, диадинамични струи, интерферентни. Посебно место би кажала има тој нокен редресман, каде што раката се поставува во една абдукцијска положба со едно перниче под пазувите за да се растерети раката од болката. Значи се препишуваат пендуларни вежби уште во рана фаза, значи додека е. Тоа се вежби растеретни, вежби клатно ги викаме, каде што раката секој сабајле и навечер, неколку пати во денот, пациентот вежба да виси раката како клатно и да ги прави тие движења за да стално се активира мускулатурата, да не дојде до хипотрофија. Посебно место и успешни резултати ние имаме во Неуромедика со давање на ласер терапија во една ваква акутна состојба, користејќи го, значи, биостимулативното дејство на инфрацрвениот ласер, кој ние го користиме, кој што има аналгетско дејство, значи прво затвара влезна болка со самото тоа што ја купира субстанција П во желатинозната маса, каде што дава затварање, значи, на болката, да gate control theory of pain и дава антиинфламаторно дејство со тоа што продуцира простагландини, антиедематозно, ја подобрува микроциркулацијата, исто делува на ниво на клетка, доведува до биохемиски процеси кои што доведуваат до цепење на хемиските врски, така да овој калцификат, ако се створил со неколку сеанси од ласер терапија, може да се избруси, така лаички кажано, односно да се направат микрочестички кои што понатаму преку циркулацијата ќе бидат разнесени, да. Сега, ако е многу голем калцификатот, зашто може да биде од како врв од игла до изрно грашак. Сме имале пациенти каде што треба неколку пати во неколку сеанси да доаѓа за да се тоа среди. Кинезитерапијата има посебно место, затоа што цело време мора пациентот да вежба со таа рака, да не дозволи да дојде до оној стадиум што рековме на прво, значи, растеретни вежби, па пасивни, па активни, за да ја врати функцијата на рамото, на рамениот зглоб и да може секојдневно да не дојде до она ситуација да ги изврши работите, движењата. Да не се, дури ако дојде до феноменот смрзнато рамо, тука треба мако трпна работа од 2-3 години, каде што треба да посетува, значи, физикална терапија, да. Докторке, од другата страна, колегите ми најавуваат друг гледач, да им дадеме на нив предност, ќе се вратиме, ќе зборуваме и за клиничката слика и лекувањето, се разбира. Тука се најбитните. Клиничката слика се секогаш за една болест е најбитната. 32 ѓаштим диет 070 Мирманџеси перка. Мирманџеси урдрони. Дештата pyesë mjekjen, mundet maqedonisht të flas? Mundet maqedonisht pse jo. Гледачката на македонски ќе ви го постави прашањето и вие комуницирате. Vetëm tu kisha lutur t'ja ndalësh zërin televizorit, sepse zëri ynë tani me këtë teknologjinë e re shumë 7 sekonda vonon derisa të vihet e ju e pastaj nuk dëgjohemi mirë. Ndaljani zërit telefonit vetëm derisa t'i parashtroni pyetjen mjekes, pastaj do t'ja lëshoni kur t'i jape edhe mjekja përgjigjen kuptohet. Pozdrav do doktorkата. Благодарам.
Вака, сакав да те прашам, со професија сум фризерка. Во левата рака, значи нон-стоп имам болка, во рбето осеќам као некоја змија, као да ми, некоја вена, као змија така да ми мрда. Отидов за физикална терапија да правам, али сега скоро сум породена, имам 4 месеци бебе, не ми дозволя да направам. Шо би ми рекле да правам со ова? Имам голема болка, значи лева страна. Сум правила анализи, само со рбето имам проблем. Falemderit shumë për paraqitjen, turosht kaloni mirë, tjetë gjithçka në rregull me juve. Jurojmë edhe bebja juaj të rritet sa më shpejt. Doktorke, odgovor za gledačkата много во прашање, една од професиите што ги спомнавте, што сваѓа секако дека е фризерската професија, посебно што гледачката сега е веќе и мајка, да, и секогаш раката е во движење, така што и рамото. Фенирање. Дали е ова синдром на болно? Не би рекла, овде повеќе се работи за сигурно пациентката има проблеми со рбетот, можеби има сколиоза, можеби спондилоза ако е млада. Значи се повеќе за жалка и младата популација од неправилно држење. Било за постарите, така, меѓутоа тие дегенеративни ги ставаме во таа подгрупа спондилозите, се повеќе се јавуваат кај помлада популација и исто и сколиозите се доста присутни, ќе приметат многу касно, кога веќе стануваат мајки, кога се оптеретени, цело време наведнати, го дигаат бебето, еве неизе и професијата е стоечка, значи цел ден стои, цел ден работи со рацете и сето тоа прави оптеретување на цервикалната регија и торакалната исто, каде што се јавуваат болки, кои што се долж целата рака, значи не само рамото, ова што претходно кажав, значи повеќе личи на цервико-брахијален синдром, меѓутоа не е исклучено да и во рамото се створил ентитет, овој што го спомнав, значи да се таа мускулна манжетна на рамениот зглоб да трпи микротрауми и да даде исто, значи може двете работи да бидат етиопатолошки, како проблем кај неизе, али самата бременост и пуерпериумот после тоа, значи доењето, се контраиндикација за физикалната терапија. Тоа сакав, зошто е одбиена за физикална терапија? Контраиндикација, затоа што сепак овие наши струи никого не утепале, меѓутоа колку може да бидат добри и да лекуваат, сепак не се знае какви секвели би оставиле по плодот, по бебето и доењето, сепак еден чин кај што мајката преку млекото му дава се, фактички. Па, мислам, затоа физикалната се оградува во такви состојби. Дури не би препорачала и аналгетици да прима, може само локални аналгетици, значи може да гелови, антиреуматски, аналгетски, кои што ги користиме како волтаренот, фастум гел и така натаму, значи целиот рбет и да купи една ортоза, да кажеме, да и се препише, за да и го држи рбетниот столб, значи исправен, да не биде цело време во таа принудна наведната положба и да го растерети и рбетникот и рамениот зглоб. Докторке, имаме уште еден гледач, последниот гледач ќе го вклучиме за да ни останат малку минути темата нашата што ја започнавме. 32 070. Mirëmëngjesi për kë. Dëgjojemi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhroni, jeni me programin e paradites në Alsa. Urdhroni me pyetjen, është Maria Petrushevska, është specialiste e terapisë fizikale. Mundeni në Shqip, mundeni në Maqedonisht, si doni pyetjen t'ja parashtroj? Mundona Maqedonisht, diçka. Patjetër, urdhroni zotri. E i gledachot na makedonski keve prashува, doktorke. Urdhroni, pra me pyetjen, mjekja është duke ju dëgjuar. Ja imam, doktorka, imam bol na desната страната, на раме, и то е веќе 2 години, и на боло што имам, јас сум слимат 2 пута, и докторот ми каже да се оперирам. Имам тендине, нагрижено, потрошено. И не знаме што да правиме и страх ми е мало да се оперирам.
Сакаме да кажете вие нешто што могу да урадиме на тоа. И бол дојде до кола, како се вика, тие на срединат браче. Faleminderit shumë për paraqitjen, zotërit. Shpresojmë që gjithçka me shëndetin tuaj të jetë në rregull. Urojmë të kalosh një ditë sa më të këndshme. Tani mjekja do të jep përgjigjen. Doktorka, убаво прашање, токму на темата. Кај пациентот сигурно се работи за една компонента од овој синдром или состојба на болно рамо, каде што рече тендинитис. Да. Веројатно тоа е тендинитис мускули супраспинати, тој е еден од тие мускули кои што ја прават мускулната манжетна на рамениот зглоб, кој што е најчесто ледиран заради тоа што ги прави, ја почнува абдукцијата, односно одвојувањето на раката од телото. А потоа другите синергистички мускули ја превземаат понатаму и се јавува тој болен абдукцијски агол, каде што пациентот од 60 до 120 степени чувствува болка, а над и под таа висина нема таква болка. Пациентот му препорачале хируршка интервенција. Тоа сакаш и да се консултира. Така, тоа не сум јас против. Меѓутоа сепак треба да се исцрпат сите секвенции од физикална терапија, значи кинезитерапија, електротерапија, лазер терапија, пливање, исто би препорачала хидрокинезитерапија, бања, евентуално, да се стави исто една ортоза за рамениот зглоб која што ќе го растерети, да се проба се, па после може да се одлучи така, да се размисли. Ако не помогне ништо од сето тоа, тогаш сигурно дека хируршката интервенција ќе го реши проблемот на господинот. Докторке, клиничката слика за синдром болно рамо и за лекувањето. Да имаме некаде 8 минути на располагање со ова и да завршиме целата емисија. Гледачите друг пат, се надевам, ќе ни прават повторна друштва. Да позборуваме на овие 2 сегменти. Така, јас се повторувам може би сега, значи клиничката слика кај синдромот на болно рамо може да биде акутна, која што е драматична, ова што напоменав, значи неиздржливи болки со едни лимитирачки, односно невозможни движења во рамото. Може да биде субакутна, значи да оди полека, да нема толку јаки болки, неиздржливи, а да полека движењата се намалуваат. И онаа трета што ја кажа фаза, тоа е синдром на болно смрзнато рамо, каде што пациентот повеќе ги нема тие болки, меѓутоа нема ни движења. И раката, значи, виси поред телото, не може да направи никакво движење, хипотрофична е мускулатурата и тоа е најалармантната последица. Така, крајна, која што, значи, ако не се лекува со аналгетска терапија, со физикална терапија, во која спаѓа и кинезитерапијата како еден од и превентивни и куративни методи, да се работи тимски, значи да се пациентот прво диференцијално диагностички да се направи рентгенграфија, магнетна резонанца, ехо на рамениот зглоб, да се обрати до ортопед, па до физијатар, па мислам ние сите тимски го работиме секој пациент, така да ако биде значи редовен на физикална терапија, ако се постави навремено диагноза и ако рано се почне со лекување, мислам дека ќе има излекување, да. Докторке, вие во неуромедика имате најсовремена технологија, не само за физикална терапија и рехабилитација, за се друго. Да позборуваме за лекување. Тоа ми спомнавте не само физикална терапија, тука може да биде во опција и оперативен зафат. Да се навратиме, односно за на крај за ова да позборуваме. Има повеќе оперативни техники кои што се работат на рамениот зглоб и пожелно е, односно сите сега софистицирани мои колеги ортопеди се професионални, искусни, кои што тоа го изведуваат артроскопски, значи без да се отвара целиот рамен зглоб и вршат... Само местото кај што треба да се интервенира, не како порано требаше целото рамо да се оперира. Така, значи артроскопски ги изведуваат овие операции многу успешно. После тоа пак мора да следи
значи рехабилитација и физикална медицина, ова терапија, за да се врати во функција. Во нормала сите движења на овој зглоб. И да пациентот нормално се користи со таа рака и да биде работоспособен, значи да се скрати време траењето на отсуство од работа, да биде работоспособен и понатаму да нема проблеми со рамото. Физикалната терапија следува пред хируршкиот зафат? И пред и по. И по. Колку време пред хируршкиот зафат може да се прават обиди со физикална терапија? Дали има некоја граница? Ке почнеме, например, од денеска во наредните 3 месеци. И тогаш, по наредните 3 месеци, ке видиме дека тоа веќе не делува, спомнавте и ласер тука за физикалната. И после нормално дека треба хируршка интервенција. Кој е тој период до хируршка интервенција? Додека не се исцрпат, реков, сите можности, тоа може да трае и неколку месеци до година дена. Значи, пациентот треба да биде стрплив, да биде редовен во вежбањето, во доаѓањето, во терапиите. Ако веќе гледаме дека нема подобрување, тогаш се одлучува за хируршки третман и после тоа повторно, значи за да ја вратиме во функција да нема постоперативни некои последици, повторно доаѓа на физикално. За на крај би сакала да ве прашувам за ласерот. Така. Што во суштина, како се употребува методата на лечење со ласер на болно рамо? Ласерот, значи, еден од, не е нови, меѓутоа доста исцрпна ваква процедура која што се користи кај спортски повреди, кај посттравматолошки состојби, а и овде може да се користи, затоа што ласерот има еден широк диапазон на делување, рековме делува аналгетски, антиинфламаторно, антиедематозно, подобрува циркулација, подобрува, значи, хемиските процеси биохемиски на ниво на клетка и делува биостимулативно. Ние го даваме во сеанси од 10 до 15 терапии секој ден. Се бираат неколку точки, ги викаме trigger points или болни точки. Зависно, значи, дали сакаме да го решиме тој тендинитисот или да бурзитисот кој што доведол до калцификат. Од тука зависи кои точки ќе ги одбереме и кое ќе биде време траењето на диспозицијата на ласерските зраци. Значи, тука треба големо искуство и стручност од страна на докторот кој што дава, за да не направи обратен ефект. Значи, може да се случи да се потенцира состојбата ако не е дозирано и правовремено дадена терапијата. Исто така, значи, освен ласерот, може да се применуваат овие сите други процедури, што ги кажав, од електротерапијата, од кинезитерапијата, растеретни вежби, пасивни па активни вежби и на крај да се ојача мускулатурата на целиот тој рамен појас, за да пациентот, понатаму нема проблеми во да го користи рамото во полн обем со сите движења, со сите функции. Доктор, ке благодарам што бевте со нас. Тука сме при крај на емисијата. Ви посакувам успех. Се надевам дека повторно ќе гостувате, ќе имаме повеќе време и да позборуваме и повеќе гледачи, ќе им дадеме шанса и на многу гледачи да се јават. Благодарам уште еднаш, ка ви посакувам успех. Исто вас ви благодарам и вас ви посакувам се најубаво. Благодарам. Шикој стендеруар иште Марија Петрушевска, иште пра специјалистија e terapis fizikale dhe rehabilitimit, ajo e cila na bëri shoqëri në këto minuta, folëm për sindromin e shpatullës së mur. Atëherë, ju uroj të kaloni një ditë sa më të këndshme në shoqërinë e një pike muzikore, ta ruani disponimin e mirë që e keni. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim, kuptohet.